Срцевиот удар настанува при нагло прекинување на крвотокот во артеријата која храни дел од мускулот на срцето. Имено ќе споменеме дел од симптомите кои што би не асоцирале најпознатиот симптом за срцев удар, силниот притисок во градниот кош, многумина ќе ги исплаши, меѓутоа многу мал број на луѓе знаат дека третина од пациентите кои што доживуваат срцев удар, всушност не чувствуваат болка во градниот кош. Добре дојдовте, почитувани, на почетокот на уште една нова денешна Телма амбуланта. И денеска ќе ви дадеме неколку совети се со цел да внимавате на вашето собствено здравје и при било кој симптом за кој што ќе зборуваме во следните некаде 50 на минути, веднаш да се упатите кај вашиот матичен лекар или пак во болница. Имено овој период на пости или пак на прочистување на организмот може и тоа како да влие, особено по завршувањето на постите, кога многумина веќе можеби не добро организирано или пак не без да размислат неразумно, започнуваат да конзумираат што е можно повеќе мрсна храна, која и тоа како може да влијае катастрофално лошо за вашиот организам, односно организмот да доживее одреден вид на шок. На оваа тема денеска за предупредувачките знаци за срцев удар и првичните симптоми ќе зборувам со доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Докторе, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добро утро, добре дојдов и поздрав до сите ваши гледачи. И морам да искористам моментот да ја поздравам и дежурната екипа во клиничката болница Систина, особено екипата од одделот за кардиологија. Супер, поздрав и од нас и од целата екипа на Телма амбуланта. До нив, вие ни доаѓате од дежурство, ако не се лажам. Да, тоа е нашиот дел од работата заврши, продолжи нова екипа и еве еден поздрав до сите нив. Имавте ли мирна ноќ? Па релативно. Релативно. Да, тоа е дипломатски одговор, меѓутоа секогаш. Кога ќе помине е се помирно. Така, да. Дали празниците, споменав пред малку, особено во овој период на пости, па потоа завршуваат постите, луѓето можеби дел од нив ќе преминат на обилна конзумација на повеќе мрсна храна или пак нешто што и да е. Дали празниците како Великден носат и поголема опасност на некој начин за одредени видови на срцеви заболувања? Да, постојано пред празниците ваквите гостувања се користат да се апелира до граѓаните да внимаваат особено на исхраната, затоа што празниците и не само Великден, статистички е докажано дека конкретно еве за срцевиот удар за време на празници честотата или појавата на срцевиот удар е поголема. Постојат повеќе студии, американците се тука посебно прецизни и јасни во таа нивна статистика и покажале дека за празници како Великден, особено за Божик и за Нова година, честотата на срцевиот удар е поголема, па така имаат оние термин Happy New Year Infarction, или ако преведеме сега за Великден, тоа би било честит великденски инфаркт. Звучи вака интересно, меѓутоа тоа е сепак сериозно, тоа е статистика, тоа е докажано дека празниците носат поголем ризик отколку останатите оние работни денови, да ги наречеме, или класични денови од годината. Споменав дел од можните причини, меѓутоа вие ќе ме надополните. Кои се клучните причинители за да имаме вакви шокови во организмот? Постојат повеќе причини, анализите на вакви студии секогаш завршуваат со издвојување кои се причините тие денови да има и зголемена зачестеност на срцев удар. Прво, и она што е сигурно познато, а луѓето сепак го занемаруваат, тоа е внесот на големи количини на храна во тие денови, внес на големи количини на сол, внес на алкохол, нарушување на оној секојдневен биоритам, кој сепак е еден вид на стрес за организмот. Покрај тоа постојат и низа други причини. За време на празниците нарушен е нашиот биоритам, оној стандарден ритам во текот на денот, така да многу често пациентите ја прескокнуваат својата терапија. За време на празниците и пред празниците луѓето кои имаат некакви тегоби, кои представуваат предупредување за
претечки срцев удар, ја одлагаат посетата на докторот, дека ете празник е, ајде да поминат празниците, па ќе одам на доктор. Значи тоа е нешто што многу често го гледаме и така да тие предупредувачки знаци место ете на време да се јавеле, на време да биде откриена нивната состојба, чекаат, нели, да го доживеат инфарктот па да се јават на доктор. Друг проблем кој исто се издвојува е дека за време на празници реално е дека и функционалноста на здравствениот систем на болниците е сепак намалена, па ние имаме пациенти кои доаѓаат кои пред празник или за време на празник се јавиле на преглед, меѓутоа биле вратени дека ете дојдете после празници да се прегледате, така да сето тоа заедно, нели, тој нарушен биоритам, особено зголемениот внес на храна, на сол, на алкохол, влијае да тие денови на празник представуваат и денови кога е зголемена појавата на срцев удар. Еве гледаме еден видеоматеријал, ова е дел од визуелно прикажување на целокупната работа на срцевиот мускул. Да, тоа е една анимација каде што гледаме дека на површината на срцевиот мускул се наоѓаат крвни садови кои го исхрануваат секој дел од срцевиот мускул. Прекин на протокот на крвта во одреден дел од тие артерии повторно доведува да дистално или под тоа затварање на артеријата, тој дел од срцевиот мускул не се храни и тој во тек на неколку часа се оштетува, настануваат неповратни оштетување на тој дел од мускулот. И тоа е всушност механизмот на срцевиот удар. Гледаме протокот на крвта, од повеќе причини во еден момент во основа најчесто е атеросклероза, задебелување, стеснување на крвниот сад. Крвта во тој дел започнува да се згручува и се ствара тромб кој целосно го прекинува протокот во тој дел од артеријата. Кои се најчестите причинители за создавање на тромб, кога веќе го споменувате? Постојат повеќе причини, или во основа најчесто се наоѓа атеросклерозата, болест на старење на крвните садови, каде што во крвниот сад започнуваат да се таложат пред се масноти и многу други супстанции кои доведуваат до постепено стеснување на луменот, нели, на внатрешноста на крвниот сад. И во еден момент, дали е тоа во момент на стрес, на покачен крвен притисок, различни состојби кои доведуваат до зголемена количина на адреналин во организмот, настанува дополнително стегање на крвните садови, настанува прскање на таа плака, на тоа стеснување и започнува процес на згручување на крвта, тромбоза, кој трае многу бргу и за неколку часа ние имаме состојба на целосно затварање на артерија и развој на срцев инфаркт. Она што е важно е брза дијагноза на таа состојба и брзо лекување, затоа што после 6 до 8 часа веќе делот од мускулот под тоа стеснување се оштетува и понатаму веќе тој дел, функционалноста на тој дел не се враќа назад. Да, доктор Бушлетич, можеме ли да подобјасниме или пак да представиме дел од симптомите кои што би не асоцирале дека би се соочиле со еден срцев удар? Постојат ли одредени симптоми за вакво нешто? Па, кај срцевиот удар, за разлика од, например, бубрежната болка кај луѓето кои имаат камен во бубрег, значи кај срцевиот удар нема класичен симптом, нема класична клиничка слика. Значи, симптомите може да бидат различни. Зборувам и по квалитет, некој ги чувствува како стегање, како тежина, како притисок во градите, како печење. Локализацијата е исто различна, значи не е тоа секогаш во градите, позади градната коска. Некои пациенти градната болка, односно ангинозните болки ги чувствуваат како болка во левата рака, во долната вилица, во стомакот. Ние имаме пациенти кои прво одат испитуваат желудник, додека некој не направи ЕКГ па открие дека се работи за срцев проблем, а не проблем со желудникот, иако пациентите болката е имале во предел на желудникот. Исто така не постои огромна разлика во јачината на тегобите.
Значи тоа може да биде од исклучително јака болка до болка од полесен степен, особено кај пациентите со шеќерна болест, каде што ние тоа во жаргон се вика на нозе знаат да прележат срцев удар. Баш заради тоа, затоа што интензитетот, јачината на тегобите во градите е релативно мала, па дел од тие пациенти дури ја занемаруваат. Да, дел од споменатите симптоми се кога веќе се соочуваат или веќе сте на самата граница на доживување на срцев удар? Веќе е развој? Да. Предупредувачки знаци се сигурно намалување на толеранцијата на издржливоста на напор. Значи, пациент кој можел да качи трети спрат скали, веќе после првиот спрат чувствува недостиг на воздух, чувствува замор во градите, па може да почувствува и тежина, нешто што го тера да запре. Тоа е веќе еден вид на аларм. Значи, намалената толеранција на напор, издржливоста, појавата на тегоби при физички напор е нешто што треба да се провери и може да кажеме дека е еден вид на аларм. Да, кои од хроничните болни најчесто би можеле да се соочат со срцев удар? Гледаме уште еден вид на анимација која на некој начин прикажува и дел од оштетувањето на срцевиот мускул и од неговата функција. Да, ова е протокот, нели, како би изгледало кога би биле внатре во крвниот сад. Нели, овие се 3D како во еден анимации. тунел. Да. Најризични групи, ова е веќе фазата кога крвта се згручува и гледате, создава еден вид на зид внатре во артеријата, пречка и гледате тој делот дистално или под ова целосно затварање на протокот веќе инфарктна зона или зона каде што се развива срцевиот удар. Најризични групи, значи, за срцевиот удар се пациентите кои имаат еден или повеќе ризик фактори, а тоа се пациентите со шеќерна болест, пациентите со хронична бубрежна слабост, пациентите со висок нерегулиран крвен притисок, пациенти со покачени нерегулирани вредности на холестерол во крвта, понатаму пушачите, пациентите или популацијата со зголемена телесна тежина, популација која е физички неактивна, популација со фамилиарна предиспозиција, значи постои кај срцевите болести и една генетска предиспозиција, каде што имаме членови во фамилија кои, да кажам, на млада возраст добиваат срцев удар, нели, под 55 години. Еве го моментот на целосно запушување на артеријата. Ова е таа плака, тоа задебелување во зидот, кој гледате како постепено расте и во еден момент доведува до целосен прекин на протокот на крвта. Имаме гледач на линија, да го вклучиме, па ќе продолжиме понатаму со останатите прашања за оваа тема. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Фала исто и на вас. Едно прашање само би сакала. Ајде. Јас имам висок крвен притисок, значи не регулирам нон-стоп. Пијам лекови се тоа, ама пијам и аспирин и бипресто за срце. И сега ми беше да не должам. Значи јас на кардиологија бев, ехо на срце ми направија и интернистот после тоа резултатот го гледа и кажува дека оштетено ми е срцето од високиот притисок, значи што не е регулиран, и дека имам калцификати на срцето. И сега мене тоа не ми е јасно, калцификати на срцето. Што се тоа калцификати на срцето и дали тоа е, како да кажам, дали тоа предизвикува срцев удар или не. Ајде ќе ни кажеш. Благодарам многу и се најубаво. Поздрав. Веројатно колегата мисли на калцификати на срцевите залистоци, бидејќи тие се достапни за преглед со ултразвук, со ехокардиографскиот преглед. Значи, ние со ехото можеме да гледаме склеротични промени, задебелувања и таложење на калциум на срцевите залистоци и на почетниот дел на аортата. Со ултразвук, со ехо не можеме да ги гледаме овие крвни садови што ги гледавме на анимацијата, значи коронарните срцевите артерии не можеме, ги гледаме срцевите залистоци и почетниот дел на аортата и тука јасно може да видиме таложење на калциум.
Таложењето на калциумот е процес типичен за атеросклерозата, за старењето на организмот. Високиот крвен притисок, особено доколку не е добро регулиран, тој процес на атеросклероза, на старење на срцето и на крвните садови само го забрзува. Значи, препорака би била да крвниот притисок се регулира со еден стил, начин на живот и со оптимална доза на лекови. Да, покачениот или зголемен крвен притисок може да биде еден клучен симптом за дека можеби во одреден период би се соочиле со срцев удар или пак не мора да значи нешто? Да, високиот крвен притисок, особено доколку не е добро регулиран, е еден од главните ризик фактори за развој на коронарната болест и за појава на срцевиот удар. Добро, ајде да прашаме само како да би можеле да го пресметаме и ризикот за срцев удар. Да, сите нас не интересира колку е нашиот ризик да во следни години добиеме срцев удар или мозочен удар. Званичните кардиолошки здруженија имаат и своји калкулатори, скорови, значи таблици, па дури има и онлайн калкулатори каде што можеме да отвориме на интернет, пополнуваме прашалник каде што внесуваме колку е вредноста на нашиот притисок, масноти во крвта, вредности на шеќер, телесна тежина и тие калкулатори пресметуваат колку е ризикот да во период од следни 10 години добиеме мозочен удар или срцев удар. Она што е важно е дека тоа се апсолутни бројки, дека постојат и повеќе варијанти на тие калкулатори, затоа што ако пресметаме дека имаме ризик од 3%, тоа и не звучи многу страшно. Меѓутоа, тоа е апсолутен ризик. Има и релативен ризик, да видиме колку пати е нашиот ризик поголем, колку пати е мојот ризик поголем со некој кој ги има моите години, а ги нема моите ризик фактори. Па, например, ќе добиеме дека мојот ризик е 7 пати поголем од некој што има мои години, а ги нема моите ризик фактори. И тоа е веќе нешто што сигурно ќе не уплаши, ќе не замисли. Така да, но добро е да го имаме предвид, нели? Да, секогаш треба секој од нас, превентивата е многу подобра. Секој од нас треба да го знае својот ризик скор или својата ризична бројка, колку е нашиот ризик за кардиоваскуларни компликации, и тоа лесно се пресметува и се наоѓа на интернет. Убаво е секој да го знае својот ризичен број. Да се надеваме дека ние вака сме во една добра група, не сме во некои големи ризици. Мојот може и подобар да биде. Добро. Ајде, имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Честит празник. Моја среќа што пола Скопје не се овде, па имав можност да добијам линија, инаку многу тешко ве добивам наутро. Еве, повелете со прашањето. Значи, јас, според кажаното, не припаѓам во ризична група, бидејќи немам шеќерна болест, не сум пушач и немам прекумерна тежина. Меѓутоа, не успеав баш убаво да слушнам на кој начин може да се дојде до линкот за кој зборуваше докторот. Именно прашањето ми е следно. Значи, пред 2 години имав доста стресен период во животот и на 3 пати ми се случи да под левата страна на градната коска почувствувам силна болка, која што беше постојана, да речеме, во текот на пола минута или можеби повеќе. Мене ми се чинеше како век, меѓутоа реално мислам дека не траеше многу. И само со длабоко дишење и со удирање по градната коска, со внатрешната страна на раката, тоа така ми дојде рефлексно, не дека нешто јас знаев или Така, добро успеавте да... Добро? Така ми дојде да тоа го направам, чисто за да почувствувам посилна болка, што ќе можеби оддалечи, што ќе отфрли претходнава. Така, добро. И се тоа ми се случи 3 пати, да речам, таа година. И потоа... Прашање, само ве молам, прашање.
Прашањето, да, во годишните прегледи што си ги правам редовно, на ехо немам никакви знаци некакви знаци на оштетување. Прашањето ми е дали ехото е доволен преглед и проверка дека срцето нема оштетување од некакви си стресови. Благодарам. Имам 53 години, тоа е да кажам. Така, одлично. Вака што кажавте, реално, нели, рековте дека немате од познатите ризик фактори. Ехото дава еден податок, за морфологијата, градбата на срцето, големината, она што го викаме пумпна сила, пумпна јачина на срцевиот мускул. Убаво би било тоа да го комплетирате и со еден стрес тест, нели, одење на трака, каде што ќе се види како реагира срцето на напор. Има одредени правила, срцето треба да забрза, треба крвниот притисок да се покачи до одредена граница и ЕКГ-то не треба да покаже никакви промени. Значи, мој совет би било покрај ехото кое ви е во ред, да комплетирате еднаш во годината и еден стрес тест. Така, ајде за тестот за ризик, ќе подобјасниме кон крајот на денешна Телма амбуланта. Останете со нас, имаме голем број на гледачи, па да ги вклучиме сите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до докторот. Благодариме. Би сакала едно прашање, може би вие во текот на емисијата кажавте кои се вредностите за висок крвен притисок. Значи, доколку е во можност докторот, ќе молам да ги повтори или да каже кои се тие граници. Добро, друго? И ме интересира друго. Значи, пред околу 25 години, како прв пат ми се покачи крвиот притисок. После тоа истото ми се повторува. Со тоа што ако ми се покачи крвниот притисок, и примам терапија за висок крвен притисок, после тоа притисокот ми паѓа многу ниско. Или пак, ако не ме фати паника, во тој момент притисокот самиот ќе се ги добие нормалните вредности. Ќе се стабилизира. Да. Добро, благодарам. Ајде да искоментираме. Општо прифатена граница за висок крвен притисок е 140 за систолниот или големиот притисок и 90 за диастолниот или она што е меѓународот како малиот. 140 со 90. Со 90. Значи, по правило, секогаш е важно и она што го прашуваме како е крвниот притисок дома. Во амбуланта, нели, како реакција на прегледот, на белиот мантел, притисокот знае да биде доста повисок. Она на што инсистираме е контрола на крвниот притисок дома, контрола неколку пати во тек на 2 недели и по правило би требало вредностите да бидат под 140, односно под 90. Крвниот притисок не може да биде секогаш ист, да биде рамна линија. Тој станува и повисок, станува и понизок, има периоди нели кога се варира и тоа е нормално. Меѓутоа кога ќе прашаме како е крвниот притисок дома, некој просек, тоа да е под 140, односно под 90. Доколку постојат варијации, убаво е да еве конкретно гледачката што се јави, нели да и се постави холтер за притисок, апарат кој го мери притисокот 24 часа, значи повеќе од неколку 30-40 пати во текот на тие 24 часа ќе го измери во домашни услови, кога пациентката е активна и кога пациентката спие и реално тука се добиваат значајни вредности, реални вредности за да ние процениме дали е тоа артериска хипертензија, односно висок крвен притисок. Само накратко тоа што спомена, кога ќе се напие таблета за против зголемен крвен притисок, дека веднаш и паѓа и тоа многу или па некогаш и да не се напие се нормализира, веројатно од психолошка гледна точка или пак незината смиреност. Тоа е тој момент, нели, ќе измерам еднаш голем притисок и сега е паника, веднаш се пишуваат лекови, а реално нема потреба. Во лекување на крвниот притисок секогаш е важно прво и стил на живот. Така. Добар ден. Добар ден. Повелете. Голем поздрав до докторот, до цела Телма телевизија. Благодарам. Имаме едно прашање до докторот. Еден пат во месецот ми се јавуваат некои напади со остри болки од левата страна, предниот дел и задниот. Што би можело тоа да биде? Дали има нешто поврзано со срцето или? Благодарам. Благодарам. Секогаш кога ќе се пожели, нели, кога имаме тегоби во градите, прво е нешто што треба да се исклучи срцето.
кардиолошки преглед, веројатно и еден стрес тест да се види дали на напор ќе се провоцираат тие болки. Второ е, нели, имаме често проблеми со вратна кичма, спондилоза, проблеми со рамениот зглоб, да е тоа мускулна болка, така да не секогаш тие тегоби се поврзани со срцето, меѓутоа сигурно дека срцето најмногу плаши и прво треба посета на кардиолог, доколку се исклучи срцево страдање, да се види и друга причина за тие болки. Да, понекогаш болките во задниот дел на градниот кош или пак понекогаш и во грбот, некаде под плешките би можело да асоцира на одредени... Пак ќе кажам, обично срцето не боли позади таква болка во грбот, меѓутоа нема типична болка. Нема никој типична не може болка, да. дека ако е болката во грбот, да тоа биде исклучување дека нема проблем со срцето. Значи мора конкретно тоа да се провери. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Во програма сум. Во живо. Пред повеќе многу години коронарна ми е речено инсуфициенција. Добро. Покасно имам направено и коронографија пред 5 години. Добро. На коронографијата ми е најдено за момент коронарните артерии се без сигнификантни атенози, присутна систолна мускулна компресија вриге во медијален сегмент на лад. Многу пати чувствувам болка во градите и често во долната вилица. Со стегање бев и на преглед, направени ми се сите прегледи, се вика е пролазно, мислам, чисти се артерите, вените. Последно бев пред 2 недели на кардиолог и диагноза заболување на липопротеинскиот метаболизам и други липидеми, есенцијална примарна хипертензија и ангина пекторис. Така. Па прашувам дали ова често во вилицата стегање е знак од срцето, а инаку исто имам остеопороза, имам во спондилоза, тие сите работи, затоа што еден имам. проблем не оди сам, нели? Се си Секогаш, оди... реално, според ова што следствено. кажавте, имате повеќе ризик фактори. Благодарам што сте вклучивте и што сте деле на овој начин Сите во тие Телман треба Блад. да се лекуваат. Она што е интересно е, нели, таа коронарографија пред 5 години, како што разбрав, тоа е ретко пореметување, нели, таа мускулна компресија на крвниот сад. Крвните садови кои го хранат срцевиот мускул одат по површината на срцето, нели, како срцето, мускулот, како што работи, тоа се артерии на површината. Меѓутоа, кај одреден број на луѓе, па да кажам, е ретко, меѓутоа го гледаме во секојдневната пракса, значи дел од срцевиот мускул оди преку артеријата и кога срцето работи, едноставно, буквално ја притиска артеријата и прави пречки во протокот на крвта во тој дел. Во кој случај оди така? Тоа е вродено пореметување. Како аномалија? Да, значи крвен сад кој нормално оди по површината, да дел од мускулот оди преку, да, го преклопува и кога срцето контрахира, работи, прави компресија на тој дел од артеријата. Ај режија првата анимација само да ја видиме, ќе им биде појасно на гледачите. И тоа е нешто што треба да се следи 5 години, особено во присуство на ваков ризик фактор и со ваква симптоматологија која личи дека е со срцево потекло. Веројатно би требало можеби да се размислува и за повторна коронарографија. Еве го. Да, гледате крвниот сад како е на површината, оди по површината на мускулот. Е сега компресијата, ова што го кажа гледачката, значи дел од мускулните влакна одат преку значи преку артеријата и буквално ја стегаат тие мускулни влакна, ја стегаат го компримираат тој дел од артеријата. И може да направат потешкотии. Така, обично значи предлог би било веројатно повторна коронарографија и можеби една сцинтиграфија да се види дали таа компресија прави лош проток, исхемија, значи недоволен проток во тој дел од срцето. Ајде да го поздравиме следниот гледач. Добар ден. Ден. Повелете.
Имам прашање за докторот. Ајде. Веќе 2 недели ми се случува нешто, не знам, али вие знаете, срцето како вознемирено. И ќе го мерам пулсот или притисок кога мерам, 1-2 на 3 прескака, пак 1-2 на 3, многу брзо прескака, некогаш 3-4-5 прескока. 2-3 пати во денот ми се случува ова, дали е нешто сериозно, не знам, кажете ми што да превземам. Да. Благодариме за јавување. Тоа е Според како това тахикардија што или? го кажувате, не личи дека се работи за екстрасистоли, баш за прескокнување во срцевата работа, кои може да бидат, прво треба да се види кој тип на екстрасистоли се, може да бидат безазлени, нели? Резултат на стрес, промена на време, малце адреналинска стимулација, меѓутоа може да бидат и знак за срцева болест. Предпочитам, нели, кардиолошки преглед, може би еден холтер за ритам, да се види во тек на 24 часа каков тип и колку се тие екстрасистоли, за да се направи проценка понатаму дали треба терапија или не. Тахикардијата Тахикардијата во основа по дефиниција е забрзана срцева работа над 100 удари во минута. Овде имаме прескокнување, нели 1, 2, 3 нормални удари, па едно прескокнување. Кога се јавува тахикардијата, докторе? При Тахи- вознемиреност? Тахикардијата, да, значи тахикардијата сега зависи кој тип на тахикардија. Имаме нормално забрзана срцева работа и тоа е нормална реакција на срцето при физички напор, при стрес, при возбуда. Срцето треба и да забрза. Меѓутоа При имаме шок? нормално секој стрес во организмот, нели, моето срце сега работи со некој ритам 70, меѓутоа ако ја удрам ногата, нели, ако ме боли ногата, срцето ќе забрза и тоа е нормална тахикардија, нормална реакција. Меѓутоа тахикардијата или постојано зголемен пулс е знак и за сериозни срцеви заболувања, на пример срцевата слабост, каде што заради слабоста на мускулот срцето компензира со забрзана срцева работа. Меѓутоа тоа е веќе една состојба која бара сериозно испитување и лекување. Така, секојдневната или честата тахикардија би требало да доколку нема јасна провокација да се се провери од што е причина. Во секој случај со 70 очекувања се чувствуваме добро во мир, студиото, спокојно. Да, тоа е спокојно и така треба. Добар ден, Ало, добар ден. повелете. Би сакал докторот ако може да ми одговори. Во случај на нормален крвен притисок, од прилика 130-190, а пулсот ја поминува границата некогаш и преку 100, околу 100 да кажеме. Па околу поврзаноста. Добро. Сега прашањето е нели колку е тоа често, колку време трае тоа, дали се провоцира со физички напор или едноставно и во седење во мир, пулсот е над 100 удари во минута. Дали сте уште на линија само? Добро, не се Веројатно се исклучи, да. Наједноставно, најсигурно е да се постави холтер за ритам, кој го слика срцето 24 часа и точно да видиме во тие моменти кога пациентот чувствува дека има тахикардија, да видиме стварно што се случува. Затоа што едно е срцето да работи, да мислиме дека работи брзо, многу често го чувствуваме како појачана срцева работа, тоа не е тахикардија и холтерот тоа лесно ќе ни разграничи. А може ли да имаме нормален крвен притисок, односно во граници или во параметри кои што вие ги споменавте 140-190, а да имаме зголемен пулс и тоа над 100? Што значи тоа? Да, пак ќе кажам, може да биде едноставно само стрес, реакција на стрес, а може да биде знак и за оштетување на срцето, на срцева слабост, например. Може ли континуиран стрес да го оштети срцето или неговата работа? Па стресот секогаш се јавува како ризик фактор за коронарна болест, еве денеска темата. Меѓутоа стресот е нешто што не можеме да го измериме како што го мериме крвниот притисок. Така да секогаш степенот на издржливост на стрес е различен, индивидуален, така да тоа е нешто што... Индивидуално. Да, сигурно дека стресот е ризик фактор и е кумулативен ризик фактор. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте.
Кој ќе бидам вклучен? Повелите, во програма сте. Вред. Добар ден, поздрав. Поздрав. Видите, докторе, ја само ќе ви прочитам две реченици пред ако се слушаме. Може. Одлично се слушаме, телевизорот оставете го само преку телефон. Ја имам направено фагелна ехокардиологија. Ехокардиографија. Така. Добро. Пошто не сум случај, не можам да го прочитам. Ако. И се последните две реченици вака викаат: подавањето на контраст во десната кубитална вена во мир и по Валцелев маневр се регистрира премин на значајно количество на микромеурчиња од десната на во левата предкомора. Така. Во десната предкомора се визуализира изразито елогирана Еусахиева валвула. Докторката ми предложи монтирање на чадорче. Така. Што значи тоа? Како она тражеше и уште едно мислење и некако, ако може докторот да ми нешто... Благодарам. Да. Благодарам. Нормално, нашето срце со една преграда е поделено на лева и десна половина. И таа преграда за време на нашиот развој, или пред породувањето, постои отвор и комуникација помеѓу левата и десната предкомора, кој по раѓањето треба да се затвори. Кај одреден број на пациенти останува таа комуникација помеѓу десната и левата страна на срцето, односно помеѓу десната и левата предкомора, и тоа е тој премин на микромеурчиња, на меурчиња воздух од десна страна на лево, кое е видено за време на трансезофагиалната ехокардиографија. Доколку тоа е значајно, доколку постојат јасно видлив дефект, значи во таа преграда, препорачуваме ставање на, жаргонски се вика, нели, чадорче или оклудер, значи буквално затварање со еден како диск кој ќе го затвори тој отвор и на тој начин ќе спречи комуникација помеѓу десната и левата предкомора и ќе спречи мешање на крвта. Колку време се... Таа процедура е едноставна, се изведува преку вена на ногата, значи не е тоа класична хирургија со отварање на граден кош со општи анестезии, релативно едноставна процедура. Тоа така наречено чадорче се носи постојано? Да, тоа се вградува во срцето и останува дел од срцето. Значи тоа е нешто што еднаш се става имплантант кој понатаму спречува комуникација и штити од последователни компликации. Да, за предупредувачките знаци за срцев удар денеска во Телма амбуланта зборуваме со доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и поздрав за следниот гледач. Ало? Повелете. Се слушаме? Одлично. Ве поздравувам во студиото и баш вчера правех ехо на срце. Пишува без знаци за активно срцево страдање, но пишува и вака: се препорачува исследување во прилог на хиатус хернија. Тоа не ми е јасно. Добро, благодарам. Бидејќи имав болки од средина под ребрата на левата страна, ко следниве слушатели што се јавија, гледачи. Ве поздравувам и очекувам. Поздрав исто. Хиаталната хернија е всушност слабост на дел од желудникот кој излегува над диафрагмата и прави да после земање на храна дел од желудечната содржина се враќа нагоре во хранопроводникот и бидејќи желудечната содржина е кисела, нели, изразито кисела средина, прави дразба на хранопроводникот и пациентите чувствуваат јака болка. Тоа е нешто што се испитува на гастроентерохепатологија и се прави гастроскопија. Нели, снимање на желудникот каде што со камера на едно тенко црево се влегува, сонда се влегува во желудникот и точно се гледа дали има слабост на тој мускул кој го затвара желудникот, дали дел
од желудникот е повлечен нагоре. Препораката обично е да се внимава да нема прејадување, значи количински да се внимава колку се јаде повеќе пати, помалку и после јадење да не се легнува за да не се потенцира враќање на храната нагоре. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Директно се уклучен. Повелете, во програма сте. Вака, ајде поздрав еден прво до емисијата, до докторот. Поздрав исто. Примам лекарства, некој за висок притисок. Добро. Дај да не ги кажа, нема врска лекарствата. Пред 7-8 дена бев на стрес тест. 65 годишен минам. Стрес тестот го поминав. Лекарства ги употребувам, променлив притисок некојаш многу нисок, како што напомнам лекарот, испод 130 до 65 и така. Успешно делуваат, мислам, лековите. Сега болките во градите и во грбот ми остануваат исти. И понекогаш имам екстрасистоли, да ги нарекува и лекарот. Една екстрасистола ми беше приметена само на стрес тестот. А иначе вообичаено ги имам во разна форма, како треперење, како прекин, како едно по друго, два откуца една за друг. За каков проблем би можело да се работи и уште еден проблем. При нормален притисок од 130-135 имам крварење од носот. Тоа би било се. Дали би односам на линија или да се исклучиме? Не, благодарам се. Ајде да го слушнеме советот на доктор Бушлетич, па... Крварење од нос во услови на нормален крвен притисок од 130 сепак би асоцирало веројатно некаков проблем во носот и нешто што би требале да го види специјалист уво грло нос, нели, оториноларинголог. Тоа е за при нормален крвен притисок. Да, при нормален. Иначе при висок крвен притисок крвните садови во носот се еден вид на заштитен вентил, каде што пациентот многу често знаат да прокрварат и тоа е заштита на организмот за да прокрвари подобро во нос отколку да биде во мозок, каде што компликациите би биле многу посериозни. Меѓутоа, на нормален притисок, крварење од нос, сепак би требало преглед на носната шуплина од специјалист уво грло нос. Инаку, оваа болка при услови на нормален стрес тест, доколку кардиологот дефинитивно исклучува постојање на болест на крвните садови на срцето, би можело да види ортопед, дали е спондилоза, дали се дегенеративни промени на рбетниот столб, може би остеопороза, така да, нели. Одредени други заболувања. Одредени други заболувања, доколку дефинитивно е исклучена коронарната болест. Иначе една екстрасистола за време на стрес тест нема значење. Добар ден. Повелете, кој е на линија? Билјана од Охрид. Повелете, Билјана. Би сакала да се посоветувам со вашиот гостин. Ајде. Се работи, значи, за 35 годишна личност, која што има направено неколку тестови во кардиологија во Охрид. Се е во ред со срцето, меѓутоа повремено се чувствуваат одредени прескоци. Значи, кои што не се забележани на инструмент на апарат. Добро, па предпоставам што значат истите, така? Молам, па да, како да се откријат, се чувствуваат, да речеме, некогаш 5 пати на ден, некогаш еднушка. Исто ги има и татко ми, кај него веќе тој ги се лекува, значи прима терапија, меѓутоа тој е на 60 годишна возраст и веќе сега се открија. Да. Така. Дали треба да неколку екстрасистоли, нели, во тек на еден час, се да кажам и нормални. Во секој случај треба да се документираат, нели, јасно да се види колку е таа бројка. Повторно ќе кажам, еден холтер за ритам кој може да слика 24 часа. Ете, ние имаме и холтер кој може да слика 2, 3 и повеќе дена, доколку не е секој дневно. Нели, се јавуваат на периодично на... Да, се јавуваат на втор ден, на трет ден. Има и холтери кои знаат кои може да снимаат и неколку дена. Така да
еднаш да се документира, да се види кој тип, да се види колку се чести. Меѓутоа, не секогаш екстрасистолите бараат и лекови, бараат третман. Можеби понекогаш е доволно да се регулира телесна тежина и убава физичка активност. Значи, континуирана физичка активност е најголем лек понекогаш за екстрасистолите, доколку нема, доколку во основа не е болест на срцето. Така, Билјана, се надевам дека сте задоволни од одговорот. Имајте убави празнични денови во Охрид, кои предпоставам дека особено за великденските празници изобилува со голем број на гости. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. За терапија од висок притисок примам аспирин 100, Ксалекс од 4 мг, Бипресо 5 мг и Росфера 10 мг. Осеќам болка во врато, на левата страна на врато, на кај главата болката оди и на кај рамото. И еден вид како за болка со ударци. Таа болка е при физички напор или нема јасна провокација? Па нема јасна провокација. Или при мала нервоза, да речеме, посета. Добро, според терапијата, веројатно имате неколку ризик фактори, значи висок крвен притисок, земате и лек за масноти, веројатно и покачени масноти во крвта. Задолжително да се направи стрес тест за почеток. За да се видат... Направено стрес тест, неиздржано притисокот се покача и во нозите ми отечуват и забележив дека на нозите под колената влакната од внатрешната страна се истојат, од надворешната се изгубени, испаѓали. Така. Тоа би требало да види кожен доктор, инаку ако притисокот не е добро регулиран и не може да го издржите стрес тестот, да се зголеми дозата на лекови за притисок. Значи може да се дуплира, да се додаде уште еден лек, се додека не се стабилизира и регулира крвниот притисок. Поздрав. Да, добро, тоа со влакната, ако не е поврзано со притисокот и со срцето, и не е толку лоша работа. Дали е некоја кожна болест или хормонално пореметување? Освен тоа, ако исклучиме, да. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Повелете. Да прашам, дали сум јас на линија? Вие сте, повелете. Овака, на ЕКГ регистрирано ми е аритмија. На срцето имам 82 години. Добро. Притисок ми е 140-170, пијам по 10 мг на вечер. Меѓутоа ја практично ништо не чувствувам, ни замор, ништо кога се движам. Не го осеќам тоа. Добро, так. Супер. Видена аритмија на ЕКГ, сега, нели, аритмијата е голем поим. Веројатно мислат на атриална фибрилација. Тоа е честа аритмија. Само да представува постојано неправилно работење на срцето, каде што предкоморите и коморите, значи едниот дел од срцето и другиот не работат синхронизирано. И тоа е нешто што треба да се зема соодветна терапија. И без разлика што годините се убави, нели 82 години. Ама спомени дека не чувствува одреден замор, затоа реков и затоа браво. Па да, не чувствува тегоби, не ја чувствува можеби ни аритмијата, меѓутоа треба да биде заштитен и со антикоагулантна терапија. Без разлика на годините, доколку нема контраиндикација, некое претходно мозочно крварење или крварење во стомак, лекови кои ќе, грубо кажано, ќе разредат крвта и ќе го намалат ризикот од тромбоза, од згручување на крвта и мозочен удар, кој е многу чест кај овој тип на аритмија, кај атриалната фибрилација. Имаме време, ќе ја продолжиме малку денешна телма амбуланта. Имаме голем интерес на гледачи. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Повелете со вашето прашање. Ако може едно прашање до докторот. Вака, јас сум 51 година, астматичар, со крвен притисок 180, 110, 120. Пијам лосартан. На ЕКГ ми покажува некој мал неусетен прележан инфракт. Добро. Дали треба нешто да преземам? Имам правено коронографија, немам запушување. Би се пробал, пијам сабајле вечер од 5,
И интересираме со прележаниот инфаркт дали постои некоја друга опасност. Добро, благодарам. Благодарам и на вас, пријатно. Така, според коронарографијата, веројатно не сте прележале инфаркт. На ЕКГ-то може да има знаци кои асоцираат на прележан инфаркт. Убаво е да се направи ултразвук, ехокардиографија, каде што точно ќе се видат сите делови од срцето, нивната функционалност и ќе се направи дополнителна проценка дали стварно сте прележале инфаркт или едноставно ЕКГ-то дава слика како за прележан инфаркт. Инаку, заради астмата, веројатно би пресото би со прололот би било убаво да се прекине и тоа е притисок крвен кој е многу висок, кој бара веројатно дополнително лекови и поголеми дози за да се регулира. Тоа е сепак еден веќе трет степен на висок крвен притисок. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ќе молам, јас имам диагноза хипертензија. Добро. Потоа имав аритмија. Бев на кардиолог, ми носев и, како се вика, апаратот 24 часа. Имам вес, така поставена диагноза, хипертензија, вес и ништо друго. Сега вземам терапија амиокордин. Амиокординот ми ги смири, ги намали аритмиите, екстрасистолите, меѓутоа денен, кога сум у движење, кога така, кога сум поактивен, немам аритмии. Мерам на пулсот, Меѓутоа, ноќе, кога ќе легнам навечер, ќе читам книга, нешто така у кревет смирен, почне 20 нормални, па екстрасистуа, па 20-30. Така, чувствувате промени. Ноќе ги имам повеќе аритмите. Сега препорачано ми беше да направам како се вика, перфузиона... Сцинтиграфија. Да. Сега проблемот ми е, јас сум 80 години. Моето срце више, старите викат, отидено више, нели, омнитавено. Не, тоа нема така. Дали... Нема. Сега, што би добил јас со перфузионата? Добро, благодарам за јавувањето. Сега срцето не е камен, ама не треба и ако имаме 80 години да мислиме дека не отиде на срцето. Дискриминација дека 80 години тоа е тоа, тоа веќе нема. Сега ново е дека 80-тите се она што некогаш беа 60-тите години. Човечкиот век е продолжен, квалитетот на живот е подобрен, Одиме така напред. да, организмот на 80 години сега е во функција како што пред 15-20 години биле 60 годишните, така да годините воопшто не треба да бидат пречка или откажување од испитувања и лекувања. Оваа популација или над 80 години е веќе се побројна и тоа е најбрзо растечка старосна група во светот. И се очекува дека како квалитетот на медицината на животот се подобрува, дека се повеќе ќе имаме 80 годишна популација и веќе границата 80 години не е граница кај што не треба да се лекува или не треба да се прави нешто, се лекува како за сите други. Конкретно за пациентот... Во ноќните часови зголемена аритмија? Во ноќните часови прво сме смирени, имаме и време да мислиме на срцето и да го чувствуваме ритмот во текот на работата и да ги има тие екстрасистоли. Кога е се тишина, мирно... Кога сме во гужва и работиме и да ги има, нема да ги почувствуваме. Реално во ноќните часови срцето работи поспоро, па шансата, можноста да се појави прескокнување е поголема, така да и нормално е ноќе да ги има. Амиокординот е одличен лек, меѓутоа сепак не е за долготрајна употреба, затоа што па знае да направи други несакани последици, така да предпочитам да консултација со кардиологот, евентуално да се направи таа перфузиона сцинтиграфија, затоа што годините не се пречка и нема откажување. За било што, а камоли за испитување на одредени видови на заболувања. Добар ден. Емисијата почито лекарот и водителот. Благодариме, повелете. Јас сум на возраст 70 години, негде пред 20 години сум со ограден степ
лекарство до сега се беше регулирано в рамките на нормален притисок е негде 125 до 130, со 70 до 80. Заднава година две се јави аритмија и ми уклучија блоксан за таа работа. Меѓутоа, да го издиференцирам прашањето, ме интересира една задниот месец индикација на многу мал пулс. Значи пулсот пада негде 50 до 57, некојаш и под 50. Тој момент ми е така по-интересен да добијам прашање. И пошто имам и Хашимотов синдром, значи и лекарства за тироида, дали хипотиризмот влие на делувањето на срцето, на ослабувањето како болест? Добро, благодарам. Однапред. Поздрав. Да, хипотироидизмот може да биде една од причините за успорен пулс, за намален пулс. До 55 во мир се смета и за посакувано дури. Меѓутоа под 50 е веќе аларм. Значи веројатно треба контрола на хормоните на штитната жлезда, а и блоксанот сам по себе тоа е група на лекови кои го намалуваат пулсот, така да веројатно за почеток да се намали дозата на метопрололот на блоксанот, па да се види дали пулсот ќе се врати во некои вредности, односно да не паѓа под 55, под 50. Така, доктор Бушлетич, полека ќе привршуваме. Она што е важно е да го споменеме за самиот крај. Како да го намалиме ризикот за добивање на срцев удар? Препораката е едноставна, нели, регулација на сите оние ризик фактори кои доведуваат до коронарна болест. Значи тоа е внимавање и регулација на вредностите на шеќерот во крвта, оптимално регулирани маснотии во крвта, крвен притисок во граници на нормалата, прекин на пушење, континуирана физичка активност, оптимална телесна тежина, значи сето она што предизвикува, а на кое може да делуваме, нели, пак ќе кажам, генетиката не можеме да ја смениме, меѓутоа оние фактори кои можеме да ги модифицираме, да ги регулираме, активно да се вклучиме во нивна регулација со земање на соодветни лекови, соодветна доза, и со начин на живот, нели, исхрана, помалку сол во храната, континуирана физичка активност, нешто што треба да биде наше секојдневие. Да, поздрава храна, мрсна храна малку повеќе се избегнува или? Добро, сега е некој тренд, нели, на екстремни диети, на никако црвено месо, никако масти, никако шеќери, се да биде во некоја оптимална граница, нели, калорискиот внес да е мал. Нека има и црвено месо, нека има и јајце и сете тие хранливи продукти имаат и свое значење, имаат состојки кои мора да ги примаме, меѓутоа тоа да биде количински ограничено. Да, ја споменавте само оптималната тежина, тоа е согласно со висината? Да, тоа се таблици каде што има она што го викаме body mass index или телесен индекс, кој треба да биде помеѓу 20 до 25. Една од гледачките за крај само спомена да го кажете уште еднаш тестот за пресметка за ризик фактори за добивање на срцев удар, па да не мисли дека сме ја заборавиле, еве да го кажеме. Најубаво е со матичниот доктор или матичниот интернист кардиолог да седнат и да го проверат тој ризик. Ориентацијски можат онлайн, тоа е SCORE систем, SCORE, каде што чисто може да направи една проба, меѓутоа за сигурна проверка е најубаво сепак со матичниот доктор. Предпоставувам дека ги разјаснивме сите знаци кои што би ве асоцирале за можна појава на срцев удар. Малку повеќе детално еве го анализиравме и срцевиот удар, но и воопшто функцијата на срцето како еден клучен орган во човековиот организам. За овие знаци кои што би не асоцирале за можна појава на удар или срцев удар, денеска во Телма амбуланта зборувавме со доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Докторе, многу ви благодарам. Хвала и вас. И се гледаме. Се гледаме повторно во некоја следна Телма амбуланта, а вашето присуство тука предизвика голем интерес кај гледачите. Благодарам. Останете и понатаму почитувани на Телма и нормално не заборавајте, паралелно како што гледате Телма, чувајте си го и здравјето.